Во рамките на урбаните вести, денеска ве информираме за сервисните информации, културните случувања и актуелните настани во Скопје. Акција за изнесување на кабаст отпад од опожарените станови на семејствата од зградата на улицата Народни херои и транспортирање до Дрисла спроведе вчера општина Киселавода во соработка со Комунална хигиена Скопје. Од опожарените станови се изфрлени изгорениот материјал, врати, мебел и така натаму, со што биле изнесени 4 камиони кабаст отпад. Се апелира до сите граѓани и на општина Киселавода, како и во другите општини од градот Скопје, превентивно да ја проверуваат исправноста на електричната инсталација и да ја санираат истата доколку има потреба, како и да стекнат навика за контрола и исклучување на електричните апарати кои не се користат и доколку во случај нема никој дома. Општина Центар информира дека за непол месец откако е најавен проектот Цел центар на две тркала, 175 жители на општината веќе аплицирале и ги искористиле субвенциите за купување на велосипед. Со тоа квотата за субвенционирање на велосипеди е веќе исполнета, но остануваат средствата за субвенционирање на електрични тротинети. Условите за субвенционирање се следни. Секој полнолетен жител на општина Центар кој ќе купи електричен тротинет може да достави барање за повратна средства, односно субвенции во висина од 30% во вредност на тротинетот, но не повеќе од 3000 денари. Потребни документи за аплицирање се копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка и оригинална фискална сметка со сметкопотврда или фактура за купениот тротинет, а правото на субвенција е еднократно. Барањата за субвенции за тротинети заедно со комплетната документација се доставуваат во архивата на општина Центар, а во предвид ќе бидат земени сите сметки направени до 30 мај. За сите дополнителни информации граѓаните можат да се обратат на телефонскиот број 3203 600. Вечерашниот концерт на контратенорот Бојан Булатовиќ и пијанистката Драгана Димиќ од Србија во рамки на Скопско лето од технички причини ќе се одржи во Музеот на македонската борба наместо во Даут Пашин Амам, соопшти организаторот. На концертната програма се делата од композиторите Рахманинов, Римски-Корсаков, Ѓорѓевиќ, Жебљан, Фере, Хан, Лобос. Почетокот на концертот е во истиот термин 20 часот и 30 минути, а влезот за посетители е слободен. Продолжуваме понатаму со следната информација. По фантастичниот прв концерт Њу погоди, кој го проследија илјадници влюбеници во музиката од најразлични генерации, следува премиерна изведба на вториот концерт во рамки на циклусот Филхармонија на отворено. В сабота, со почеток во 21 часот во Градскиот парк, премиерно ќе прозвучи концертот насловен Љубов и револуција, на кој публиката ќе има можност да ги чуе најпопуларните песни од поп, рок и панк музиката кои претежно ги одбележаа 90-тите години. Песните ќе бидат изведени под диригентската палка на Џијан Емин, заедно со оркестарот на Филхармонија ќе настапи и хорот Про Арс, чиј диригент е Сашо Татарчевски, кој ќе биде главен носител на проектот. И овој концерт, како и првиот, представува уникатна идеја во смисла на тоа ваков тип на концерти да бидат изведени од страна на симфониски оркестар и хор, што е ретка практика и во светот. И двата концерта се реализираат во соработка со Младинскиот културен центар и градот Скопје. Министерството за здравство соопшти дека сите заинтересирани медицински сестри кои имаат интерес да бидат ангажирани и да работат во службите на патронажната дејност да се пријават до 30 јуни со доставување писмо за интерес до Министерството. Согласно Законот за здравствената заштита, како што се наведува, на јавниот повик можат да се пријават сите заинтересирани медицински сестри со завршено средно, вишо или високо образование во траење
од 3 години, пробна работа и положен стручен испит. Работата во траење од 6 месеци ќе се спроведува во јавните здравствени установи, здравствени домови и општи болници со поширока дејност. Како што соопшти од Министерството, оваа мерка се спроведува со цел зајакнување на службите за патронажна дејност во рамки на здравствените домови и општите болници со поширока дејност. Заради планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, утре без електрична енергија ќе останат делови од општините Бутел, Ѓорче Петров, Аеродром, Киселавода и Сопиште. Во периодот од 8 часот до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Радишанска во близина на река Серава, улиците 46, 48, 50, 52 и околината, патот за село Љубанци и околината на игралиштето Радишани во општина Бутел. Прекин во снабдувањето со електрична енергија во периодот од 9 до 14 часот ќе имаат корисниците од дел од улиците 20 и 22 во село Волково, општина Ѓорче Петров, а во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот корисниците од малите броеви на подулиците од 1 до 30 на дел од улицата Тодор Чангов во населба Лисиче во општина Аеродром. Без струја во периодот од 9 до 11 часот и 30 минути корисниците од дел од улица Марко Цепенко во општина Киселавода, во периодот од 9:30 до 13 часот и 30 минути корисниците од дел од село Патишка река и викендиците во Патишка река и фирмата ПЦЦ Хидродоел Скопје во општина Сопиште. И за крај ја имаме временската состојба. Управата за хидрометеоролошки работи за утре најавува слично време како денеска, предпладне сончево со мала до умерена облачност, а попладне нестабилно со порен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со појава на град, а ќе дува и умерен ветер од североисточен правец. Во следните денови, според Управата за хидрометеоролошки работи, ќе следува период на стабилно и сончево време, в петок и за време на викендот со умерен до засилен северен ветер.